Најголемата заповед. Кој пат ева? Трет пат? Секој пат. Најбитното нешто. Матеј 22 глава. Го праша Исус. Што е најбитното нешто? Или во религиозен речник, која е најголемата заповед? Амен. Зборот заповед толку е далеко од нашите животи, од секојдневието, од современиот човек, што затоа мора да го, као Господ ми дава да го дефинирам поинаку, за да го разбереме. И во тоа време, кога ќе кажеле најголема заповед, сваќале што е? Ние кога кажеме заповед, аха, тоа нешто, таму нешто. Господ, еј ти таму, добро. Господ сака да ти каже дека тоа е нешто најбитно, најважно. За животот. Кога велиме Господ, тоа е животот. Амен. Не е најголемата заповед само во писмата, во законот. Аха, во законот, тоа таму негде, тоа таму кјошето законот, а ова е реалниот живот. Не, Словото е животот. Тој Словото Божјо држи се во животот. Амен. И најбитното нешто, Исус рече е, за животот е да го љубиш Бог со цело срце, душа, сила. И вториот дел вика да го љубиш ближниот као себе си. И на ова вика се темели цел закон и пророци. Односно писмата до Исус, се што беше напишано, кажано од Бог, пророкувано, дадено од Бог, како заповед, како Божиот народ треба да живее. Пророчките прокламации, пророчките откровенија кои што ги читаме, Исаија таму, за Месијата. Значи, се што е кажано, кој ќе биде Исус, што ќе прави Исус, смртта и воскресението Христово, тоа се беше пророкувано. Се тоа што се гради, целото царство Божјо, целата црква, сиот план Божи кој што се открива во Исус и продолжи да се разоткрива и действува и се движи понатака. Се тоа се темели на ова. Темелите се ова. Не се темелите апостолите и пророците. Тие се, ако ова слово го проповедаат. Тоа се вистински апостоли и пророци, нели? Али темелот е да го љубиш Господ со цело срце, душа и сила. На тоа се гради све. Тоа е темелот. Амен. И после Господ ја гради куќата. Тоа е темелот дури во писмата пред Исус. Некам да ги викам Стар Заветот и одма нешто ќе не се премости у главата. Писмата пред Исус, се што е кажано, запишано, пророкувано. Темелот, сршта на тоа е љубов кон Бог. Кога читам Моисеевите книги, кога читам псалмите, кога читам пророците, читам за истиот Бог, кој што читам и во Евангелијата и посланијата. Читам истата порака. Ништо не се сменило, браќи и сестри. Бог не се сменил. Не бил Бог на суд, Бог на закон, па се станал најдаш Бог на љубов и благодат. Истиот Бог е цело време. Пораката е иста. Само луѓето не сватија. Пред Исус не сватија. Што е многу интересно, и сега после Исус па не сваќаат. Сега имаме ново закоништво и нова религија. Кај што па сршта ја утињаме. Кај што идеме во детали. Кога Исус ги изобличуваше фарисеите, што им рече? Видете во детали, давате десеток од нане, од зачини, од ова, од тоа, од не знам што. Иделе од детали, у ситници. А вика, крупното го заборавате да го љубите Бог. Најбитното од писмата, тоа што Бог го бара. Не ли исто и денес? Книги христијански зова за тоа, за оноа, проповеди и служители, служби, не знам што има. А темелот на пораката што треба? Божјиот слуга да ја кажува.
Се што правиме треба да го љубиме Бог, да ни гори срцето за Него. Тоа е темелот на писмото, тоа е темелот на секое служение, секоја служба, секое помазание. Ти гори срцето за Господ. Да гориш за Господ, оган. О, Господе! Место да дебатираме, треба ли да се тетовираат младите, не треба, или да пушат, или да не пушат, или да носат, сме ли мингюши, не сме. Глупости. Не треба збориме, го љубиш Господ со цело срце, душа, сила. Нема ти текне, не на памет, мингюши да ставаш и тетоваш глупости. Скроз промашена е дискусијата, нели? Ги сака ли Господ хомосексуалците? Не ги сака. Треба ли у црква да има хомосексуалци? Не треба. Глупости. Не ли се глупости тоа? Промашено е. Ти ако застанеш у Божјото присуство, го примиш Духот Божи, огонот Божи, секе ти е јасно. Кога љубиш Господ, ќе сватиш светоста Божја. Вау! Праведноста Божја, Словото, ќе ти се премости у главата нешто, што се вика покаяние, нели? Метаноја, промена на умот, викаш, вау, ова било Господ, бе. Абе, ова религија било. Абе, тие највише што зборат против религија, тие најрелигиозни се уствари. Не знам дали сте сватиле денеска. Нова религија само е тоа. Нели? Како сакаш нарече, некои си правила, нели? Господ нешто друго баре од нас. Халелуја. Сега во сето тоа, вечерва ќе зборам малце поинако и Господ нека не ги отвори очите и ушите да слушаме и да гледаме, за да го разбереме. Значи, прво, Духот Божи носи откровение за село што збориме, нели? Откровение за Бог, откровение за Божјата праведност, вистина, светлина, што Бог сака. Светиот Дух зборува, амен. Но во исто време, Словото Божие иде заедно со Духот Божи. Не можеме да ги разделиме едно од друго. Затоа што Словото или Зборот Божи и Духот Божи одат заедно. Ниту Духот Божи без Слово иде, ниту па Слово без Дух иде. Слово без Дух е смрт, ке тутепа. Ти Духот Божи дава живот на Словото, дава разбирање, откровение. Амен. Ама само Духа го примаме и се нешто дух, ќе станеш некој си духовничар, без Слово, нели? Кај што многу лесно ќе забегаш по душевни, ментални тамо некои си работи кои што не се од Господ. Ќе влезеш у душевност. Значи, потребен ни е Духот Свети и потребен ни е Словото. Божиот збор. Амен. За да го разбереме се това. И кога се работи, љуби го Бог, нели, кога ќе кажеш љубов, денеска многу е популарно тоа. Пред 100 години, например, кога по црквите се проповедало светост, покаяние, суд, тоа било популарно. Не знам дали сте слушале проповеди. Ако не сте читале или слушале, добро, нема слушање, тогаш не се снимало, немало техника снимање, или има напишани проповеди. Пример, познати проповедници, не знам, Джон Весли, Джонатан Едвардс, Фини, значи, големи имиња што по илјадници луѓе собирали проповедале. Значи, на 50.000 луѓе, 100.000 луѓе проповедале. Имало и пред 100 години, пред 200 години големи пробудувања. Значи, не е христијанството од сега. Пораките ако ги слушаш, мислам ако ги читаш. Значи, ја не знам колку сте читале. Ја едно време читав. Або не све се паѓа, според денешниот наш ум. Тоа што муње и громови. Значи, пораките им се, ако не излезеш напред да се покаеш, Господ може, ако ќе излезеш од врата, ќе те утепа. Таков тип на проповед се. Тешко тебе, грешнику, Господ ќе те сотре. Да, читайте. Не, многу интересни се. И сега ние денеска се смееме на тоа, нели? Сега да кажем, во тоа време тоа било популарно. Значи, тоа и во светот било, во англиското општество, американското, светост, пристојно облекување, нели, имало други вредности. Таков бил светот, духот на времето, како да кажем. Денеска духот на времето е
љубов, забава, нели, романтика, убаво да се чувствуваш, се да е добро, нели. И затоа пораката е таква по црквите. Благодат, љубов. Беше интересно, совесно гледаме проповеди некои. Например, пред 20 години што проповедаа, например, фейт движење, сте чули, не знаете, учење на вера. Проповедаа вера, вера, вера. И цело време нагласуваа, слушајте ги овие проповеди на вера. Тој проповедник ќе проповеда порака на вера, пример. И носто тоа беше вера, вера, вера. И сега тие истите ги гледаме некои, сега после 20 години, постари малца, и сега вика, пази најавата, слушате го, вика тој, ќе чуете порака на љубов и благодат. А он паза вера проповеда, а вика порака за љубов и благодат. И сите само тоа. Слушајте порака, љубов и благодат. Сите. Значи не треба да е така. Ние треба целото слово да го проповедаме како што е. Не според духот на времето и духот на светот, но според духот Божи. Амен. Халелуја. Ние не може да разбереме што е тоа љубов кон Бог, ако Духот Божи не ни открие и ако Словото не ни открие. Поентата тоа ми е вечера што така да зборувам. Дека да го љубиш Бог за различни луѓе, различни работи, значи. И ние треба да си ги обновиме умомите, се ги изчистиме срцата и да сватиме стварно што значи тоа да го љубам Бог. Значи Исус вика, најбитно е да го љубиш Бог, најголема заповед е. Што е тоа? Што е тоа да го љубиш Бог? Нели, ако го прашаш тој джихадистот таму у Сирија, ти речеш шо поише глави на неверници ќе скинам, тоа поише љубов за Бог е. Нели е така? Думрам со динамити на мене, Аллах, за него тоа е љубов. Нели е така? За адвентистот љубов е устата ништо да не работи, да не готви, тоа е љубов за Бог. У протестантските цркви што е љубов за Бог? Кога ќе идам еднаш неделно на служба и ќе пеам песни, и тоа е љубов за Бог. И после како живеам не е битно. Нели? Ќе маваме рок таму, у црква, па тоа е. Или имаше таму една црква, не знам дали го кажав ова, на Бина, пасторот вика, црквата плаќа бесплатно тетовирање. И за време служба, он демек проповеда нешто, и тука стоял тој тетовирач од опрема, и излагаат кој сака и на брзина им тетовира. И се нешто, Jesus, вамо таму нешто. Нешто, некои слики на брзина, крстови во не, и не се спаѓаат луѓето. Ги вадат на Бина и ги соблакаат голи таму. Кое место ќе ги тетовира? И они мислат тоа е љубов. И тие што го прават тоа, и вика, сакам сите да знаат дека јас го сакам Исус. Да. Кога идам на плажа, кога ќе се соблечам да видат крстијам тука. И сега, тоа ли е љубов за Бог? Што бара Господ од нас? Ние не може да разбереме, ако не примеме од Духот Божи, и ако не примеме од Словото. Словото Божо ни кажува што е тоа љубов кон Бог. Оти љубовта е многу повеќе од добри емоции и добро чувствување. Амен. Халелуја. Ке читаме во 1 Јован, ке кршиме дух на религија вечера во име на Исус. 1 Јован 5, 3 стих. Ке читаме од англиската Библија, оти македонската малце не е толку баш убава, ама овде појасно. Вика, ова е љубов за Бог, или ова е љубов кон Бог. NIV англиска читам. Ова е љубов за Бог, да ги пазиме неговите заповеди. Значи, ова, вика, гледате Јован, нели апостолот на љубовта. Гледате како дефинира, вика, ова е љубов кон Бог. Да ги пазиме неговите заповеди. Чекај, ја мислев, љубов кон Бог е го сакам Господ по срце. Да го сакаш по срце, амен, ама тоа што е по срце и нешто прави. Да ги пазиш неговите заповеди. Чекај бе, заповеди, како заповед контра на љубов ми одма. Како заповед, љубов
Љубовта слобода дава, јас сум слободен, точно да слободен си. Зато велам, умовите ни се неуред, кој ги каже заповед, а заповед е убав збор. Значи, Господ ти нагласува нешто дека е многу важно. И ти треба да го послушаш тоа, да го направиш. Затоа што за твое добро ти кажува. А ние кога ќе чуеме зборот заповед, одма мислиме, одма нешто се издига бунт во нас. Ај сега ти ќе ми кажеш заповед, кој ќе ми каже, јас се. Нели? А заповед убава работа. Исус кажува заповеди. Исус на неколку места вика, ви заповедам ова, ви заповедам тоа. Во посланијата цело време апостолите зборат за заповеди. Ништо не се сменило. Пак ви велам. Читајте Библија преку Христов ум. Стар завет збори заповеди, нов завет збори заповеди. Стар завет збори љубов, благодат, спасение, милост, све тоа збори. Нов завет исто збори. Што во Исус сега се ни откриено само. Имаме една нова представа, ново разбирање што пред Исус не можеше да го имаме. Но го има во Стар Завет, пред Исус односно. Исте Бог не се сменил. И таму има благодат и љубов и милост и спасение и покаяние и простување цело време. Но има и заповеди полно. И во Новиот Завет исто. Исто има. Значи заповед сам по себе како збор не е лошо, тоа е добро. Бог нагласува нешто дека е многу важно. Бог ни дава откровение, што е негова волја, што му е на срце. Значи да не го сваќаме човечки, легалистички, као закоништво, кога Господ ти вели нешто заповед, него како нешто многу важно, како нешто што е принцип во неговото царство, како откровение за Бог. Нели, кога вика Исус, ви давам заповед да се љубите еден со друг, пример. Како што ја вас љубев. И се тоа, што заповед е се тоа? Лошо е тоа нешто? Да се љубите еден со друг. Нели? Ама тоа заповед е. Ние не сме под закон. Амен, не сме. Ама Божјото Слово е исто. Божјото Слово и во законот, и пред Исус, и во пророците, и после Исус, и живо слово, и пророчко слово, и кога читаш Библија, Словото е Слово. И може да го, Словото да го кажуваш и поинако да го нарекуваш и заповед. Тоа е исто. Оти Божјото Слово е така е и не може поинако, затоа што е Слово од Бог, а Бог не лаже. Бог зборува вистина. И Словото Божјо, кое е испратено, нели, тоа е така и поинако нема. Значи заповед. Ама ние не кеме така да размислуваме. Ние сакаме сегаш, ама чекај, Господ ми дава слобода, бе ти дава слобода, ама така е. Ти можеш да избереш да не послушаш, ама ќе си носиш последици. Разбираме? Значи зборот заповед е многу добар збор. Не треба се плашиме, бидете слободни кога читате. Значи љубов кон Бог е да ги пазиш неговите заповеди. Односно се на Господ што го рекол. Што заповедал. Тоа е љубов кон Бог. Имаше една сестра во црквата и вика, абе таа таму вика една девојка од таа и таа црква, вика, таа не верува као нас, вика, не верува јазици, не верува исцеление, не прави ова, не прави тоа, не слави, не моли, не знам, не ова, не се тепа, не ова, ама многу го сака Господ. И сега ја викаме, како е можно бе тоа? Као, значи, не се сватила работата, значи, дека ние сме избрале да веруваме на овој начин од љубов кон Бог. Ја не сум избрал да верувам на овој начин или некој од црква, затоа што, ај ние така веруваме. Тие така веруваат и ние го сакаме Господа, тие го сакаат, и муслиманите го сакаат, и Јегови сведоци, сите го сакаат Бог. Ама различно веруваме. Не е така, бе, луѓе. Ја од љубов кон Бог го верувам, што го верувам, односно го живеам. Тоа што верувам Бог ми рекол, и од љубов кон Бог го послушувам тоа Бог што ми го рекол, односно неговата заповед. Ко Бог заповедал да се молим у јазици, јас од љубов кон Бог се молам у јазици. Амен. Ако Бог заповедал да веруваме за исцелување, за не знам што било која работа, јас од љубов кон Бог го послушувам тоа. Односно тој што не го послушува, не го љуби Бог. Сваќаме како излегува, односно помалце го љуби. Разбираме, значи
Таквите луѓе најчесто се религиозни. Значи, имаат форма на побожност, но нема сила, нема срце за Господ. Кога ќе го тргнеш патот на предавање на Господ, љубење, тоа што вечерва го молевме, Господе, срцето да ми гори за Тебе, кога ќе почнеш да одиш по тој пат, кога стварно ќе стане желба на твоето срце и одлука и молитва, Бог ќе те воведе. Може би нема исто као мене да веруваш, ама слично ќе. Ти ја не сум совршен, јас сум у грешка, сите растеме у Господ. За некои работи ја не сум као што треба. Нормално е, се менуваме секој ден. Ама ќе е слично. Не може да е скроз различно. Пасторе, ти читаш Библија, јас Куран ќе читам, си го сакаме Господците. Ма не е да така, бе, браќи и сестри. Мислам, сега зборам нешто радикално. Ама има некои тоа го викаат. И сега ќе ти образложуваат, ќе ти дебатираат дека истото е. Не е исто. И во второ Јован, второ послание на апостол Јован, 6 стих, вика, ова е љубов, повторно, ова е љубов, да одиме во послушност на неговите заповеди. Да живееме, значи, да ги исполнуваме, да ги пазиме, да ги послушуваме, да ги извршуваме неговите заповеди. Тоа е љубов кон Бог. Второ Јован, 1 глава, 6 стих. Ова е љубов. Да го љубиме Бог, значи да сме послушни на неговите заповеди. Знаете ли дека проблемот со израелците или евреите, јудаистите односно, не беше законот од аспект на Словото Божјо, демек некои христијани си мислат, ја така си мислев порано, демек они се го пазеле законот, ама џабе ти да го пазиш законот, треба ти Исус, преку Исус да веруваш. Не, они не го пазеа законот. Они имаа форма. Они Словото Божјо што е во законот воопшто не го пазеа. Они не му служеа на Господ. Они не го сакаа Господ. Исус кога дојде, значи, тие си направија религија, односно си направија храм, си направија таму свештенство, се надвор од Бог. Што вика Исус, направивте разбойничка пештера. Значи, тоа не беше служење што Господ го замисли. Тоа не беше свештенство што Господ го замисли. Фарисеите не беа проповедници што Господ ги замислил. Оти имаа форма, а срцата нивни беа скроз далеко од Господ. Тие не го пазеа зборот Божи, не го пазеа законот. Единствено што го пазеше законот беше Исус. А Исус, поред нивните верувања, све контра им идеше. У сабота исцелуваше, праеше ова, нели, јадеше таму со цариници, праеше ова, не знам шо, блудници, дозволуваше да се допрат. Сите нивни верувања ги прекрши. Ама ниедна заповед од законот не прекрши. Они си направија нивна религија, они него ни разбираат законот, бе. Они го читаа, меѓутоа си го толкува како што им одговараше. Оти дури во Стариот Завет има еден куп стихови за љубов Божја кон грешници. Што направи? Као, знаете, ние христијаните се мислиме као нешто Господ нешто ново прави, Исус доаѓа и не знам што љубов кон грешници кон покажува. Па полне Стар Завет со љубов кон грешници. Полне со примери. Блудницата Раав ја примја израелците при себе, блудница, проститутка. И таа влегува во родословот, во генеалогијата на Исус кој што се раѓа по тело. Не знам дали сте свесни за тоа. Она му е баба на Исус. И сега ќе ми кажете, тогаш Бог не ги сакал грешниците. Каква чест ти дава? И сега од Исус ги сака. Глупости. Бог е ист. Бог не се менува. Ама луѓето прават религија. Ова е љубов, да ги пазиме неговите заповеди. Што ви проповедања вечерва? Сега некој ќе рече, што пасторов збори се? Проповедам Евангелие. Проповедам порака на благодат. Оти благодат од Бог е да ги пазиш заповедите.
Благодат од Бог не е да правиш беззаконие. Благодат од Бог не е да си живееш по телото. Благодат од Бог е да живееш според Словото. И сега ќе свртиме во 2 Моисеева, да ви дам мало откровение, што тоа Исус сушност кажа во Матеј 22 глава. Дека Исус не измислува нешто ново, но Исус, духот на Словото само го открива. Во Матеј кој рече најбитно е љуби го Бог со цело срце, душа и сила и љуби го ближниот, всушност Исус тука ги кажува 10 заповеди. Ако не сте го знаеле ова. И сега ќе речеш, како се има врската? Значи, откровението за Словото или за законот или принципите што Бог ги очекуваше од неговиот народ, во 2 Моисеева 20 глава, се викаат 10 заповеди. И после цел закон Господ им дава. Знаеме за тоа, не израелците. Значи, тие се 10 работи темелни. И се израелците си ги сватија као закони и се трудеа да ги пазат. Ама форма. А не сваќа суштината. И нема сила да ги исполнат, затоа што не го љубеа Господ. И не го љубеа ближниот. А Исус тука им кажува, суштината ја открива на Словото. Исус тука всушност ќе каже 10 заповеди. 5 заповеди се кон Господ, љубов, 5 заповеди кон ближниот. 5 се кон Господ, 5 се кон ближниот. Некои викаат 4 адвентистите, односно, меѓутоа не е. Првата заповед која е? Ајде да ги научиме вечерва. Односно, нема да ги научиме, ама дома може да ги учите. Значи вика, јас сум Господ вашиот Бог. Да немате други богови освен мене. Или покрај мене. Значи, вистинска љубов кон Бог е ова да го послушаш. Односно, ако го љубиш Бог, само живиот Бог, Бог Израелев, Бог на Исус, Таткото Небески, како сакаш наречи го, Бог на Словото, Бог на Духот Божи, тој Бог е твој Бог. И нема да имаш други богови. Тоа е вистинска љубов кон Бог. Амен. Нели не е љубов кон Бог, ќе си имам разни богови. Абе да не сме едноумие, да немаме едноумие, нели, да имаме разноликост, колорит. Малце ќе си верувам ова, тоа ќе си читам, пасторе, шо сега закон тука, нели? Сакам друг Бог да пробам малце. Не е тоа љубов кон Бог тогаш. Ти си многу ограничен, ма така не учат денес во светот. Ние христијаните многу ограничени сме, нели? Затоа примаме од други религии. Само еден Бог, тоа е љубов кон Бог. Втората заповед. Не прави, вика, слика или идол во форма на било што е на небото, на земјата или под земјата, или под водите. Немој да им се поклонуваш, немој да ги обожаваш, да им служиш. Затоа што проклетства доаѓаат, вели, до трето и четврто колено на оние што го прават тоа. Господ, вика, го мрази тоа. Затоа што тие што го прават тоа, вика, ме мразат мене. Сите што прават икони го мразат Бог. Значи, ние како христијани треба да знаеме, значи, да не лаже ѓаволот, треба да сме веќе малце зрели, дека човек што прави икони, или што се клања на икони, на слики, на предмети, значи, било што вика ова е нешто посебно, нешто, не знам што, тоа се вика идолопоклонство. Прво, Господ тоа го мрази, второ, таквите го мразат Бог. Го читаме стихот што пишува. Тие што го прават тоа, го мразат Бог, не да го сакаат. Него го мразат, оти човек како го сака Господ, он ќе свати дека тоа идолопоклонство, Господ тоа го мрази. И вика, ако јас го сакам Бог, ќе нема да го правам тоа, ќе фрлам. Значи, никој да не ве лаже, дека луѓе, ке нели, икони тие работи, не знам, мајли, светени води, не знам шо. Сега беше, нели, тоа, водици, па зимаат вода дома и ќе стаат, ќе им го осветува домот. Вардар ќе е свет, попотот ти го фрлил крстот, и водата е света и дома ќе ставиш и ќе зрачи светост.
И домот ќе ти е благословен. Ти ќе паѓаш од водата или некој ја пијат, да. Значи треба си луд тоа да го веруваш, а не да го сакаш Бог. Значи тоа е на граница на лудост. Не е веќе тоа, различно веруваме. Значи треба си луд од Вардар вода да пиеш. Тоа луд човек само може да го. Нели е лудост тоа? Во Индија, во реките таму Ганг, кравата со извинение таму моча, овој таму се бања да се освети. Па друг таму перијалишта не сте гледале, репортажи шива по телевизија. Па друг пие. У истата река проаѓа све, еден таму со извинение голема нужда врши, абе гнасотија или кравата, све заедно. И овој пие, дали, све таму прави нешта, се занесе. Ама тоа е лудост. Значи, тоа треба да си у главата нешто ретардиран. Значи, ја пред да бев верник, значи, кога не верував у Господ, викав, ово православие е тотална глупост, како може една свеќа? Викам, има ли Бог? Нема, не знам. Ама како може, ако има Бог, свеќата, ќе запалам и Бог ќе види или сликата? Викам, тоа глупост е, бре. Ако има Бог, тоа нешто ќе е возвишено, нешто надприродно, нешто. Затоа е Бог. Ова е глупост. Така да, не знам и тоа дали сте приметиле, сите што се по такви работи, по идоли, по икони, по такви некои суеверија, све се нешто умот удрени. Не се баш развиени. Не се фркам. Или сиромаштија, или не се образовани, или се прости. Нели? Ама сега се обично по селата, не знам, сте приметиле. Така по-бедни, по-необразовани, нели? И се нешто се плашат од Бог. А? Да, градските тие грешници се. Овие се многу така. Баш као што вика тука, до трето и четврто колено проклетство доаѓаат врз таквите. И во умот таа ретардација е проклетство. Да си просветлен во умот, да си паметен, да си разумен, тоа е благослов. На некој начин Господ дозволи комунизам, за да неколку генерации се истреби тоа идолопоклонство. Не знам дали гледате така. Требаше малце да дое безбожништво, за да го нема тоа идолопоклонство. Овде ради тоа идолопоклонство со генерации, бедност и ментална глупост ненормална имаше на овие простори. И уште има. Така да требаше тоа да се случи, не сваќаат, не размислуваат луѓето, за тоа е образование, просветлување, почне да се смени нешто. Не се ослободат мозоците, нели? Треба како Божи луѓе да гледаме, знаете, многу е лесно да ги црно-бело да ги гледаш работите, нели? Ова е од Господ, комунизмот од ѓаволот. Не е така. Господ дозволува се случуваат работи и секојаш има цел. Халелуја. А тие што ме љубат мене, вили, благослов ќе дојде, вика, до илјадници поколенија. Тие што ме љубат, тие што ги пазат моите заповеди, повторно, 6 стих. Значи, ради идолопоклонство доаѓа неколку генерации проклетство. И сите ние сме браќа и сестри под проклетство. И кога доаѓаме генерацијски, кога доаѓаме при Исус, тоа треба да се скрши. И се уште ни треба ослободување од идолопоклонство, да се промениме. Може би сега ние немаме икони на дворешни, ама внатрешни си имаме некои. Може би ние не идеме по бајачи, шиделе нашите предци, ама внатрешно нешто мислиме, нашите молитви као бајање може ги разбираме, не знам што. Да бидеме слободни. И илјадници поколенија после нас ќе се благословени. Ова е огромно ветување од Бог. Халелуја! Трета заповед. Немој да го злоупотребуваш или на празно да го користиш името Божјо. Односно, тоа значи да не го користиш името Божје во зафрканци, да не го користиш во пзовки, да не го користиш во колнање. Господ тоа да ти направи, Господ на тој не знам што, Господ ова тоа. Значи, не го ставај Божјото име во ситуации, во реченици, во места кај што не му е место. Затоа што кога ќе кажеш Господ, он е тука.
Значи, Господ е се присутен. Меѓутоа зборот, кој вистински, како Божи човек кажуваш Господ, Господ е тука. Затоа пази што кажуваш. Мислам, кога го користиш Божјото име. Посебно, кога се работи за ветувања, одржување на зборот твој, ветувања, пророштва, проповеди, сведоштва, кога велиш Господ ова, Господ тоа. Значи, не лажи во име Божјо, така да кажам. Односно, да го користиш Божјото име за да манипулираш, за да осудиш, за да проколнеш, за да измамиш, за да некоја ситуација свртиш од твоја корист. Него користи го Божјото име со стравопочит и кога треба. Односно, самиот збор Господ. Амен. Да внимаваме. Посебно вицеви. Може да е смешка шала, ама пада е за изградба. Дали, као што има вицеви со Исус, со Господ, нели? Глупости. Сте читале, сте слушале. Јас се чудам на тоа. Или псовки, или америчките филмови. О мај Г, нели? О мај Г. Тоа не се спомнува, тоа е све ко псовка. Не го користете тоа. Жими Г. Жими, нели? Нема колнања. Четвртата. Пази го саботниот ден. Вика, спомнувај се за саботниот ден и пази го. Свет. 6 дена ќе работиш и ќе се завршиш сета своја работа, но 7-миот ден е сабота Господова на Господа твојот Бог. Во саботата нема да работиш ниту ти, ниту твојот син, ниту ќерка, ниту слугајка, ниту слуга, ниту животно, ниту тугинец при твоите порти. Зошто е сето ова? Нема да работиш ти ова. Зошто? Затоа што во 6 дена Господ го создаде небото и земјата и морето и се што е во нив. И 7-миот ден вика се одмори. Значи, ние треба да пазиме саботата, затоа што Господ исто така саботата се одмара. И сега, луѓето си го свати ова по човечки и си направија човечки закон, како и од другите. Но не го исполнуваа ова. Отива да го исполнува, они ќе сватеа, вика, Господ се одмори во саботата и вие треба да се одморите во саботата. Што е тоа? Значи се работи за некој друг ден, не за човечкиот ден. Затоа што Божјата сабота е во вечноста. Бог како тоа се одмори во сабота? Како тоа Бог создаваше 6 дена? Како тоа создаде таму првиот ден, ова вториот, третиот ова, кога уште не постоеше ни ноќ, ни ден, ни ова, како може да има светлина, темнина, нели таму кога создава? Значи очигледно се работи за Божја димензија, не се работи за човечка. Оти човечката уште не беше создадена. Значи Божјата сабота треба да ја пазиме. Сега, што е ова, нели? И адвентистите си го сваќаат ова по човечки, и фарисеите, израелците си го сваќаат по човечки, но Исус го разбираше што е ова. И Исус во сабота си правеше тоа што си правеше, човечката сабота, што секој ден си правеше. И фарисеите не се спаѓа. А Исус ја исполнуваше саботата. И Исус го исполнуваше законот. Пазете, законот го исполнуваше Исус. Исус не погреши во ништо. Затоа што Бог цело време збореше за нека друга сабота. За која тоа сабота збори? Зборува за саботниот ден. Шабат. Или денот за одмор. Значи, цело време зборува денот за одмор. Ние сме го ставиле името на 6-тиот ден во неделата сабота и сега ние одма го поврзуваме со тоа. Бог зборува цело време за денот на одмор. Ако читаме во писмата, има полно празници, има полно денови, што израелците требаше да ги одбележуваат. Например, ден на први плодови, ден на ова, ден на тоа, празник на ова, млади месечени и ова, не знам што. Сето тоа беа Божи денови, Бог нека ви зборува, ако сега те проучувате таа тема, сето тоа е исполнето во Христос и сето тоа е во духот и во вечноста.
Ништо од тоа не е човечки. 50-ница, имаше ветување таму 50-тиот ден, овата она. Што се случи на 50-тиот ден, од која Исус умре воскресна, Светиот Дух дојде. А во Стариот Завет требаше 50-тиот ден да празнуваат ова, да прават оноа. Се тоа беа пророчки дејства. Така да исто и саботата. Во 6 дена, вика, Бог го создаде светот, 7-миот ден си одмори. И сега ние читаме таму 6 дена го создаде светот. Што Бог уствари создаде за 6 дена, на страна од создавањето на светот е, ова е тема што друг пат може да зборуваме, дека се 6 етапи во човечката историја, во која што Бог создаде се, направи се до Исус. Односно 6 завети, кои што Бог ги направи со човештвото. И дојде Синот човечки, или Синот Божи Исус, и дојде 7-миот ден, 7-миот завет. Односно, денот на одмор. Шабат, кај што ние сега ќе одмараме у Господ. Односно, нема со своји сили веќе ништо да правиме, него силата Господова. Ќе одмараме од делата на телото, ќе одмараме од делата на грешниот човек и ќе влеземе во одморот Божи. Халелуја! Тоа е саботата, или шабат, или денот на одмор. Односно, постои завет со Адам, па после завет со Ное, зборам општо. Тие 6 етапи, може друг пат да зборуваме, потоа завод, значи Адам, Ное, Аврам, па доаѓа Мојсей, Аарон е тука, заветот за свештенство, Давид, заветот за царската лоза, и потоа доаѓа Исус. За 6 дена, или 6 етапи, или 6 завети, Бог го спреми и 7-миот ден дојде Месијата. Халелуја. Или дојде полнотата. Халелуја. Полнотата е во Исус. Халелуја. Односно, на некој начин се вративме па во Адам и Ева што беа. Вечноста, благословот, рајот. Но друг пат може да зборуваме за тоа. Петата заповед е: почитувај си татко си и мајка си, за да живееш во земјата која што Господ твојот Бог ти ја дава. И сега зошто ова верувам дека е заповед кон Бог? Сите претходни заповеди, стихови што ги читавме, секојаш е спомнат Господ. Наредните заповеди не е спомнат Господ, спомнати се луѓе само. А во оваа заповед спомнати се луѓе, родители, но јас верувам дека ова е директно поклонување исто така на Господ, љубов кон Бог, послушност. Кај што, пак пророчки како го толкуваме, треба да го почитуваш Бог, небескиот твој татко, и небескиот Иерусалим, или црквата, или како сакаш нарече, кој што е твојата мајка, за да живееш долго или вечно во царството Негово, во земјата, кај што Бог, твојот Господ, ти ја дава. Да речем, пророчкото толкување на стихот. Но дури и практично да почитуваш татко и мајка човечки, тоа ти го правиш во однос на Бог. Секоја заповед и наредните што ќе ги читаме, кои што се кон луѓе, се кон Бог, меѓутоа ова е директно поклонување на Бог и послушност кон Бог, и љубов кон Бог. Полно има стихови понатака го читаме кај што Бог ненормално нагласува почит кон родители. И кај тоа е нешто свето за Господ. И тоа е служење на Бог. Тоа е послушност, обожавање на Бог. Не е тоа кон луѓето, и тоа е само едни се, татко и мајка, физички зборам се. Другите заповеди, полно луѓе. Кој вика, не кради, не лажи, нели ќе читаме. Кон сите. Ама ова е нешто свето. И не за џабе е спомната тука повторно името Божјо. Вика, почитувај татко и мајка, за да живееш долго во земјата која што Господ твојот Бог ти ја дава. Повторно, нагласено, Господ твојот Бог. Ти во сите претходни стихови кажува Господ твојот Бог, Господ твојот Бог ова, Господ твојот Бог тоа, Господ твојот Бог. А после продолжува, вика, не убивај, не прелюбодејствувај, не кради, не лажи, не посакувај туѓо. Го нема Господ. Мислам, пак Бог е тука, ама не е нагласено. Божјото име. Ме сваќате?
Затоа верувам 5 со 5. И овие се наредени исто по редослед и по важност, вели, немој да убиваш. Кога се работи кон луѓето, најбитно е да не убиваш. Амен. Надворешно и внатрешно. Нели, Исус како рече, кој се гневи на ближниот, го убива. Второ по важност во однос на луѓето е не прелюбодействувај. Не блудствувај. Значи, тоа е нешто многу битно. Да си чист и свет, сексуално. Трето е не кради. Четврто е не лажи. Пето е не посакувај било што е на твојот ближен. Ни куќа, ни ова, ни тоа, ни позиција, ни слуги, ни магаре, ни не знам што. Ни кола. Значи, немај да посакуваш туѓо. Љубов кон ближниот, сега ако збориме за овие 5, љубов кон ближниот е ова. Значи, да го љубиш ближниот, да не убиваш, да не прелюбодействуваш, после, да не крадеш, да не лажеш, да не посакуваш туѓо. Ајде да ги научиме. Вие се поредослед по важност. Не убиваш, не прелюбодействуваш, не крадеш, не лажеш, не посакуваш туѓо. Исус го исполнуваше се тоа. Фарисеите не го исполнуваа. Исус им објаснуваше, вика, убиство е ако се гневиш на близниот. Тука е коренот на гревот. Прелюба е ако помислиш, погледнаш. А они надворешно праја, не праја. Ама внатрешно лажење се пазеа пред луѓето. А најголема лага го обвинија Исус таму за не знам што. Го осудија дека ќе го руши храмот. А вика, збореше за своето тело. Поголема лага, нели, го осудија неправедно. Го бунтуваа, сведочеа лажно. Посакуваа туѓо. Посакуваа власта од римјаните. Посакуваа славата на Римската империја. И ја посакуваа и силата Исус што ја имаше. И посакуваа и ова. И се посакуваа. Туѓо. Халелуја. Учиме нешто вечерва. Зошто не треба да посакуваш туѓо? Затоа што Господ има за тебе твое. Амен. Господ има за тебе се. Ако имаш само волја, желба, сила да го поверуваш тоа и да го живееш. Секоја заповед не е заповед као забрана, нека секоја заповед е како инструкција од Бог. Така треба да ја читаме. Закоништвото го толкува се ова што читаме вечерва е као забрана. А Павле објаснува дека забрани се за грешници. Ама ние не сме грешници, ние сме праведници. И ние сега го читаме да го разбереме духот на ова слово. Како што Исус го разбираше и го живееше. За нас ова не е забрана, но ова е инструкција, ова е слово, кој што го Бог вградува во мене, за да го исполнувам. То што тоа е духот на Царството Божјо. Ова не е контра на тоа што Исус го прави денеска, или неговото поучување. Негово е баш, Исус ова го живееше. Ова е љубов кон Бог што читаме вечерва. Амен. Ова е љубов кон Бог. Пази ги овие работи, тоа е љубов кон Бог. Ако го сватиш духот на ова слово, као инструкција, као принцип, не као забрана, не смееш. Всушност Бог никош и не им кажува не смееш. Него како пророчки да им вградува, вели, ти да не прелюбодействуваш на некој начин. Не прелюбодействувај, буквално е. Уште тогаш ако го приме ова слово или не кради.
Не као забранил, као слово, да Бог, ја верувам, и вдахнувал. Кога се симнал таму на гората, на Синај, кога Бог зборувал, кога славата Божја, дали труби, сте гледале филмот, ја верувам дека Бог им го вдахнувал ова. Кој верил, јас сум Господ ваш Бог, слово, тие да го примат, в Дух Свети примали слово. Кој верил, не убивај, као слово в срцето, да не убивам. И најнаш Бог им го менувал срцето да не убиваат. Сваќате како било. Мамо они не го сватија така. Они го сватија како забрана. И све наоѓаа легални финти како да убиваат. Мора да се праведни. А ние сме праведни по вера. И по вера го разбираме ова. И ако на овој начин го читате писмото, ќе порастете у Господ многу. И ќе љубите Господ на прав начин. Ќе сватите што е угодно пред Бог, што не е. Ќе го сватите духот на писмата. Амен. Нели е тоа целта да го сватиме Бог, да поверуваме во Него вистински, да го познаеме повеќе, нели? Тоа е целта на животот. Кога ќе читате таму пророците, зошто ги пророкуваат тие работи? Тие не ги пророкуваат само им текнало, им дошло помазание, него тие го разбирале духот на писмата, го ги читале. Мојсеевите закони го разбирале словото. И гледале израелците него живеат. И духот нивни страдал, и помазанието се издигало и пророкувале. Кажувале работи. Амен. И го припремале патот за доаѓањето на Месијата. Кога читаме псалмите, какви прекрасни работи има, јас се чудам, денеска нема такви пророчки декларации, откровенија, како што Давид имал и другите што псалмите што напишале. Прекрасни. Ке ми каже некој тие врска немале со Господ во Стариот Завет, а у Новиот ние се знаеме, тие ништо не знаеле. Тој човек тотално е слеп. Тоа што истиот дух е и тогаш и сега, истиот Господ и тогаш и сега. Луѓе има кои што имале заедништво со Господ, Давид имал заедништво со Господ. Што ние 99% од денешните христијани може да сонуваат. А во Христос ние може многу повеќе од Давид. И треба да е, ама не е така. Па исто закоништво. Бог им го даде словото на израелците и фарисеите се возгордеа и форма праја. И денеска исто, христијаните, ние знаеме вистината, Исус не знам што, и гордост. Вие другите врска немате. Не ли е исто? Фарисејство ново само. Да не бидеме такви браќа и сестри. Да го разбираме сршта на словото. И тоа е вистинска љубов кон Бог. И да го пазиме тоа слово. Ајде па, многу зборам, али не можам пократко што да правам сега. Так, ајде, ќе завршиме тука да не претераме превише. Господ нека ве благослови. Читајте го Словото. Читајте Библија. Читајте Библија. Земете, читајте, отворете. Имате на интернет еден куп Библии. Имате апликации. Место да на Фейсбук, на телефоните да киснете, стајте си Библија, читајте Библија. Ме слушате ли, млади? Стајте си Библија. Имате ли Библија у телефоните? Читајте. Читајте пред спиење, читајте на улица, чекате негде, в автобусите, не знам. Читајте. Аудио имате, пушти, слушалките. Јас често пати слушалки, стам кога одам пешки, слушам Библија. Не мора ни да читам, си слушам. Друг ми чита за мене. Ама гледате колко Господ ни дал неблагослов, не сме свесни. Толку многу имаме. И Бог ќе не држи одговорни. Клучеш, ама нема време. Зошто морав на Фейсбук лајкови да бројам? Бог не го бара од тебе. Нема заповед тука, не читавме вечер во 11-та заповед. Број лајкови. Колку лајкови ќе ставиш? Добри, тоа е љубов. Сега лајкај, ако охрабри ги луѓето, нели, дај им, ако треба. Ама сега тоа да го правиш по цел ден. Читај Библија. Читајте, браќи и сестри, читајте. Господ нека ни даде да бидеме слободни од таа религија наметната, што не ограбило од читање на писмата пред Исус. Односно Стариот Завет, што го викаме. Сме ограбени од тоа богатство.
на слово, кој што првата црква, тоа беше Библијата за нив. Тие нема посланија, нема евангелија, тие се напишани после 100-200 години, те ги читаат христијаните тие, интензивно. Значи, Павле напишал послание до коринтјаните и им го пратил само Коринт го прочитале. Го разбираме тоа? Тие не го читале што се послание до коринтјаните, христијаните во не знам што, у Иерусалим. У Витлеем што биле христијаните. Тие не ни знаеле ни послание ни до римљани, ни до галатјани, не ги знаеле кај. Тоа било писмо. Ама они ги знаеа писмата што беа до Исус, до Малахија. Тоа за нив беше Библијата. И они тоа го читаа, и сила, и слава, и чуда, и исцелување, и партал праја. Разбираме ли? А ние денеска читаме само Евангелија и посланија, Стариот завет, и одма, главата нешто, абе тоа е Стар завет. Абе тоа е Словото Божјо, на кое што ова е само анекс. Нов завет, анекс, дополнување. До објаснување. Ти можеш изворно откровенијата да ги читаш таму. Павле прераскажува стихови од пророците, од псалмите, од ова. Ти можеш директно да си ги читаш. Може Бог уште нешто ќе ти збори. Павле не стигнал се да објасни. Или Петар, или Јован. Тие почнале нешто. Не треба да градиме уште поише. Истиот Дух Свети го имаме. Може денеска, после 2000 години, да прогледаме, речем, абе, гледај овој, ти поврзе Господ стиховите, овој и тој, оној. Ама немаме време ние за тоа. Треба сега да идам да шетам. Гледам фудбал, гледам по женски, гледам по машки. Треба да работам. Добре, треба да работиш. Немаме време, сега сите брзаме дома. Шо ќе правите дома? Имам работа. Што тоа толку работа имате? Работа, треба сите знаеме, треба да работиме. Зошто ти треба пари? И Господ сака да работиме. И пари требаат, амен. Ама пари требаат за живот. А најчесто ние парите не за живот, него ги трошиме за луксус. 70% за глупости ги трошиме, реално. И за мене кажам. Као, абе, треба ова, абе, не треба ништо. Не лажа ѓаволот дека треба. Треба најновова, треба, не знам, купиш, абе, колку облека имаш, што ти треба поише? А тој копнеш за се нешто поише, нововото не е од Господ. Као, нема крај тоа. Тоа е алчноста на светот, што демек го движи светот напред, а не го движи нигде напред. Не треба сме слободни од тоа, не треба да копнеме за Бог. Че си слободен, работиш, твориш, ова, троши го времето у Господ. Троши го, инвестирај го во Господ. Амен. Компјутер еден и достати, шо ќе ти поиш? Се најнов, со ваква графичка, со ова, шо ќе ти е бе човек? Не ни треба ништо. Нови песни. Па старите песни, кој ќе ги спееме? Не може да стигнеме да ги спееме. Нели? Илјадници песни прекрасни има, кој ќе ги спееме? И са нови. Ма некои така прават. Ново срце, нов аранжман, може нешто ново, нешто. Тоа може. Ама има некои, например, да речеме, има прекрасни песни, и зашто тие да не ги пееме по 100 пати? Некои имаат у менталниот склоп верување, размислување дека се ново треба. И сега прават некои песни што се без врска, важно нова да е. И нешто а па исто е, па нешто дрндат. Тотално музички не е убава, ни па не знам што има порак. Ама нова да е. Дели, и тоа го има. Не знам дали сте виделе. Се некои, се нови прават. Нови. Добро, Господ нека ја благослови. Господе, во Твои раце го даваме се ова што зборувавме вечерва. Те молиме, помогни ни да го разбереме Твоето Слово и да го живееме. И се она што Ти велиш дека е Слово Твое и заповед Твоја. Дека тоа е љубов кон Тебе, Господе, ако го пазиме тоа. Помогни ни, Боже, да го разбереме ова, Боже, и да го послушаме, Боже, да го примиме како збор од Тебе.
избавени од закоништво, од било кој вид во нашите глави и од секакви предрасуди дека нешто е закоништво. Ослободени ги умовите, Господе, и ослободени од дух на религија кој што не ограбил, Господе, од богатствата на Словото Твое и откровенијата Твои кои што се во писмата, дека тоа е старозаветно, дека поминало, ослободени од тоа ограбување, Боже, нека престане тоа крадење и те молам за тие богатства повторно да бидат обновени во црквата меѓу Твојот народ, да Словото Твое се врати во црквата, Боже, да Словото Твое се прими, Боже, и ново откровение и ново свежо помазание да дојде во однос нова, Боже, молиме во име на Исус, нека дојде една нова сила и слава, Господе, затоа што Словото Твое е славно, Господе, Словото Твое има сила, има живот, Господе, во името на Исус го молам ова, Боже, го барам. Во името на Исус од Назарет, за слава Твоја. Амен. Господ нека ве благослови, одете и љубете го. А да го љубите Бог значи да го пазите Неговото Слово, Неговите заповеди, односно. Ајде 10 па да ги повториме. Да немаш друг Бог освен Него, да не правиш идол, да не им се кланяш слики идоли, не го користи Божјото име на празно, пази ја саботниот ден или денот на одмор, почитувај татко и мајка, не убивај, не прелюбодејствувај, не кради, не лажи, не посакувај туѓо. Во име на Исус, амен. На сето ова се темели законот и пророците. Односно, ова е љубов кон Бог. Односно, ова Исус им го каже у Матеј 22. Ако го разбереш духот на ова слово. А формата е закоништво кое што никој не може да исполни како форма. А во Исус ние го исполнуваме во слово и го живееме. Во име на Исус, амен. Господ нека ја благослови. Амен.